Нормално е, во секоја држава се случува тоа, кога ќе дојде нова власт кога ќе заземе новата влада која ќе се формира, да се донесе и своји нормално директори, министри и останата структура во државните институции, но овдека кај нас се случува нешто многу поразлично, бидејќи не се почитуваат законите. За едно лице да биде назначено за директор во било која државна институција, мора да ги почитува законите мора да почитува одредбите во законот кои што се предвидени. Јас како репер ќе го земам Спасе Глигоров, именувањето на директорот на Агенцијата за администрација, и за мене тоа е најекlatantен пример на кршење на законот, бидејќи тоа е лицето односно човекот кој што треба да ги спроведува сите постапки за вработување во рамки на државната и јавната администрација, а неговото именување е класичен пример за кршење на законот. Имено, со неговото именување, односно назначување за директор на агенцијата, владата дава гаранција на 26 јуни дека Спасе Глигоров ги исполнува сите законски услови за да биде именуван како директор. Но во тој момент Спасе Глигоров се уште е член на извршниот одбор на СДСМ и со тоа се крши првото кршење на законот настанува тука. Потоа тој е пратен како предлог до собранието, бидејќи директорот на Агенција за администрација поминува и во собранието на Република Македонија. Дури подоцна, на 30 јуни, Спасе Глигоров со изјава на нотар изјавува дека не е член на високопартиско тело. Сега, тука тоа е второто кршење на законот, бидејќи тој под морална, кривична и материјална одговорност тврди дека не е член на партија, на високата структура на партијата, а самото СДСМ не го разрешува. Значи, има постапка за разрешување на член на извршен одбор. И до ден денес, јас се уште немам информација дека телото се состанало и дека тој официјално е разрешен од вршењето на таа партиска функција. Она што тие го направиле за да замачкаат очи на јавноста е дека го тргнале од веб страната на СДС и тоа е она што го направиле. Понатака, во документацијата која што беше дадена во прилог, која стигна во собранието на Република Македонија, Спасе Глигоров сакајќи да каже дека исполнува и други услови од законот кои што се предвидени, како што е познавањето на англиски јазик, познавањето на компјутери и така натака. Тој приложува една скандалозна документација, односно приложува сертификат од Центар за странски јазици од Струмица, и на него пишува дека знае Word, Excel и други Microsoft Office програми. Значи, тука се прави уште едно кршење на законот. Понатака, според мене, ова лице е далеку од лице кој што ќе ги спроведе сите понатамошни постапки за вработување во рамки на државната и јавната администрација и нормално после тој чекор видовме кои се луѓе беа разрешени и беа донесени нови. Она што последно го прави СДС, со новите 13 советници од пред 2 дена, меѓу кои Бубакаров, керката на Тито Петковски, малку чудни ликови за да влезат во рамки на влада. До мене се уште не ми е јасно Бубакаров што би работел во рамки на владата на Република Македонија, но ќе видиме нели понатака. Оно што тие сега во моментот го прават, кршејќи ги повторно законите, објавуваат огласи за специјални советници и овие специјални советници не треба да ги исполнуваат во моментот, не ги исполнуваат законите, односно не ги исполнуваат условите кои што се предвидени во законот за административни службеници и на тој начин именуваат разни лица кои што на многу други начини одработиле за СДС. Значи, тие се лица кои што според мене апсолутно не треба да бидат дел од владата и да бидат лицата на владата. Тука можеме да ги наброиме многу: Зоран Бојаровски, Бојан Марици, Дане Талевски и така натака. Значи, тоа се лица кои што во изминатите години ги гледавме како лица кои што беа најгласни во делот на колку владата не работи транспарентно, колку владата не ја бива, колку се носат погрешни чекори. Денеска, кога има нова влада,
кога се прават многу погрешни чекори повторно, сите тие невладини организации или сите тие лица ги нема да коментираат гласно, но затоа пак и тие истите лица сега ги гледаме седнати во фотелите во рамки на владата.